За работодавачите, владата брза премногу и проблемот со висината на минималната плата. Медиумски го форсира прегласно. Се согласува председателот на Организацијата на работодавачи Ангел Димитров. Кога станува збор за мерките за платата на работниците, вели дека за зголемувањето на минималецот на околу 16.000 денари треба да се разговара дури откако ќе биде донесен законот за субвенционирање на платите и да се видат ефектите од спроведувањето. Смета Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи. Значи ли ова дека работниците дуваат и наматеници од претходното искуство со државата? И може ли ова, според нив, да профункционира? Нема може или не може, мора. Или ќе профункционира или нема да постоиме. Значи немаме избор. Истото ќе ни се случи и доколку останеме, значи можеше да се донесе веројатно како и до сега што било текстилната индустрија, кожарската и за обувки, да ја иземеме од таа минимална плата. Меѓутоа, сето тоа ќе ни извлечеше работната сила од текстилните фабрики. Од друга страна, според експерти, оваа иницијатива на владата за платите е потек кој меѓу другото треба да донесе и политички поени, но и дополнително да се наполни буџетот. Нешто слично се случуваше со популарниот К15, кој најмалку половина фирми не го исплаќаат, но делот за државата не може да го скокнат и задолжително се плаќа. Од тука, во оваа фаза, треба да се земе со блага резерва, зашто како што може да се види, пари бараат сите. Од земјоделци до наставници. Како ќе се најдат е клучното прашање за сите, бидејќи економијата одамна не цвета.